Покрај параглайдеризмот, Крушево полека но сигурно станува атрактивна дестинација и за развој на планинскиот велосипедизам. Денеска беа промовирани 4,5 километри крос-кантри велосипедски патеки, изградени по сите меѓународни стандарди. Патеките ги уредија швајцарски експерти, меѓу кои светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф. Инвеститорите велат дека нема да застанат тука. Него нашиот тим кој веќе знае како да ги изработува тие патеки, ќе продолжи понатаму да изработува и други кои се мапирани веќе. Ние можеме да стигнеме до 40 км во Крушево кои се веќе мапирани, но не се изработени професионално. Патеките денеска свечено беа отворени со трка. Крушево нуди многу услови за меѓународно активно организирање на трки. Може би нека комбинација помеѓу маратони крос-кантри патека, има малку технички захтевни моменти, што значи дека сите може да ја возат безбедно. Крушево нуди одлични можности за развој на овој вид на туризам и се очекува тука да доаѓаат туристи од целиот свет. Исто како што можеби некој пред 10-12 години не веруваше дека Крушево ќе стане едно од најпрепознатливите центри за параглайдинг во Европа и во светот, дека за неколку години истото тоа ќе се случи и со велопатеките. Дополнително обележавме 4 велосипедски и пешачки патеки со вкупна должина од 42 км. Со проектот за прекогранична соработка со Република Албанија ќе се воспостави и секако даунхил патеки во непосредна близина на жичарата во должина од околу 3 км. Од Агенцијата за поддршка на туризмот очекуваат во наредниот период авантуристичкиот туризам да има се поголемо учество во бројката на посети на Македонија. Се надевам дека во 2023 до 2025 година ќе го поминеме фантастичното 4 милиона ноќевања во Македонија и нешто повеќе од $500 милиарди од девизен прилив од туризмот. Со сите овие инвестиции, Крушево станува потенцијална дестинација за сите 4 сезони во годината.